3 убиства во Полошко регистрирало Министерството за внатрешни работи во текот на минатата година. Од минатогодишните кривични дела убиство, повеќето се извршени на подрачјето на Скопје 8, потоа по 2 во Тетово, Штипи, Куманово и по 1 во Радовиш, Кратово, Велес, Демирхисар, Гостивар и Кавадарци. По преземени мерки досега се расветлени 15 убиства, а се уште останаа нерасветлени 5 убиства, сите извршени на подрачјето на Скопје. Според полициската статистика, во текот на 2013 година регистрирани биле вкупно 20 кривични дела убиство, при што се лишени од живот вкупно 22 лица. Бројот на убиства со години наназад е во континуирано намалување, а толку мал број на убиства не се регистрирани ниту еднаш во последниве 25 години. Инаку најголем број убиства во Македонија се регистрирани во 2003 година. 75 според начинот на извршување, најголем број, односно 12, се извршени со пукање од огнено оружје, потоа 3 убиства се извршени со употреба на тврд предмет, 2 со употреба на нож, по едно со секира и физичка сила, додека едно убиство е извршено со употреба на стап и физичка сила. Жртви на овие кривични дела биле 22 лица, од кои 15 од машки и 7 од женски пол. При тоа најмладата жртва минатата година било 8 годишно дете, кое е убиено од страна на неговиот татко, додека најстарата жртва е 71 годишна старица усмртена од незиниот син, покажува анализата. Како сторители на 15 досега расветлени убиства се јавуваат 18 лица, инаку по извршување на 4 убиства сторителите си го одзеле животот. Според возраста по 5 сторители биле од 18 до 30 години и од 41 до 50 години, четворица на возраст од 51 до 60 години, тројца од 31 до 40 години, додека еден е на 73 годишна возраст. Што се однесува до мотивите за извршување на убиствата, најголем број од нив, односно 7, се извршени во кругот на семејството поради нарушени меѓусемејни односи. Понатаму 2 убиства се извршени заради претходно настанати расправи, по едно заради нерасчистени имотно-правни односи помеѓу соседи при извршување на разбојништво и на кражба.